Вели шех Омер Мукбил, имаше човек, имаше голем термин да патува со авион, отиде на аеродром, застана на столица да чека уште малку летот и во еден момент го фати сон. Види Аллах азza wa jalla го сака. Виж што викам Аллах азza wa jalla. Аллах го сака со еден збор, ти го отвори срце. И не ти треба тоа многу дрсови. Ако Аллах ти го отвори срце и Аллах ти инсталира иман во срце, ти многу лесно ги разбираш работиве. Зошто? Како рекол пејгамбер алейхиселам? Дојде еден човек, му рече: "Ја Расулаллах, абе што е халал, што е харам?" Ај сега, што е халал, што е харам? Тоа е голема тема, халал, харам, халал, харам. И пејгамбер што му вели? Едноставно, рецепт. Истефти калбек, истефти нефсек. Прашај го твоето срце, прашај ја твојата совест. Што е харам? Прашај го твое срце, прашај ја твоја совест. Што е совест? Она внатре човечко. Дали бо да мамиш? Не. Дали бо некој те мами? Не. Готово. Ето е харам. Кога го правиш делото, дали сакаш луѓето да го видат? Ако луѓето сакаш да го видат, тогаш е добро дело. Ако правиш дело, а луѓето не сакаш да ти го видат, тогаш е харам. Кога ќе направиш, мирен си во душа, навечер кога ќе легнеш на перница, ја ставаш главата мирно, спокойно, или кога ќе легнеш навечер, те гризи нешто во душа, нешто те притиска, нешто не те остава да спиеш. Значи нешто си прекршил некој греф. Значи нешто си направил што ти го гризи твојата совест. Многу лесно. Многу е лесна верава. Што е харам? Она што те гризи во душа. Она што не сакаш да го видат луѓе. Она што не ти дава мир во душа. И вика човекот застана на стол, чека летот и во еден момент Аллах му пушти сон. Суспа. Летот тие кажува тамо на аеродром, знаете, патникот име и презиме. Успал, Аллах ќе ти пушти сон и вика полет авионот, а те остана. И почна да се кука, да се удара по глава, како бе се успаве, имав толку важен термин. Кога после доаѓа информација, тој целиот авион паднал и сите патници мртви. Веш Аллах азza wa jalla како юдаббирул амра мин ес-семаи илал ард. Аллах како управува со работиве. Само верникот треба да верува и да се потпре на Аллах азza wa jalla, ако сака Аллах азza wa jalla да му ја смени негова состојба.